Што е emotional contagion и како да се заштитите од тоа и како да го искористите во добра насока? Emotional contagion е на англиски збор, значи емотивна contagion, како зараза некоја, да речеме, емотивна зараза, нели? Имам приметено луѓе, места, кај што одам, ја ги осеќам енергија некако. И со кого се дружите, како се чувствува тој човек, многу е поверојатно и на вас таа енергија да ве заради, таа емоција. Никако ние луѓе да верувале или не, некој помалку, некој повеќе, сме како сунгери, ги впиваме енергиите и дури емоционалните, како се вика, емоциите на другите луѓе ги впиваме ние во нас. И кога ќе речем emotional contagion, емотивна зараза, ќе сватите дека некој човек има нешто му се случува, ваму таму гледате што помалку време да поминувате со тој човек, пошто ќе ве заради вас тоа. А исто така имам приметено и луѓе кои што се среќни, зарволни, имаат тоне некоја заради, онака сакам да се дружам со нив, да можам да пијам таа енергија. И секогаш кога одам во, да речеме за мене, во кафич пример или некаде на било кој место, прво гледам, осеќам енергијата каква ми е. И по тоа гледам дали се осеќам добро во ова место, дали некако се осеќам тажен, среќен. Знаете, кога се во некое место или со некој човек, пробајте да ги именувате емоциите што ви се во вас. Тоа ви е многу добар индикатор да знаете во каква емотивна состојба се наоѓате. И внимавајте со луѓе кои што постојано се жалат, луѓе кои што постојано нешто не им оди како што треба, било што, и они со кои се дружат. Знаете, мора да знаете, ја да речем, со тие што се дружам, да знам и тие со кого се дружат. Онака многу ми е важно, пошто таа енергија се пренесува, таа емотивна состојба се пренесува и до другите луѓе. Добро, да речеме дека сте го фатиле тоа од некој човек, најдобро вие кога ќе дојдете вака во соба, сами со себе, ќе пуштите музика, ќе се ослободите малку таа енергија, ќе си го растресете тоа све. И муабетот веќе треба да бидете многу внимателни дека тоа постои, дека да бидете свесни дека такво нешто постои и заштитете се со тоа што ќе го минимизирате влијанието од тие луѓе, со тоа што ќе поминувате многу помалку време со нив. А од друга страна па луѓе што се среќни, радосни, интересни, зборлести или било што карактеристика што можеби ја немате во периодов или ви фали, ви недостига, дружете се со тие луѓе, онака ќе ви дадат од нивната енергија, ќе направите некоја симбиоза тука, ќе направите некоја синхронизација еден на друг и така ќе се чувствувате многу повеќе, ќе ќе да речем ќе кренете вибрацијата на многу повисоко ниво. Чисто онака имате го ова во предвид дека секогаш постои и е меѓу нас. Кај да одите и со кого да се дружите. Океј, фала ви што ми слушавте во ова кратко видео. Доколку сакате да работите еден на еден со мене, пишете ми на Instagram, ја ќе ви испратам повратен одговор со сите можни информации и така. Се гледаме, фала ви, имајте убав ден. Чао.